Рударските стручњаци оценуваат дека 2016 година била прилично тешка со неочекувано ниски цени на металите, практично најниски во последната деценија, а проблемот да биде поголем, рудниците Знетово и Тораница не работеа речиси цела година. Па сепак општа е оценката дека рударскиот сектор одработил успешно, што се најавува без 2017 година да биде исто така успешна. Оптимизмот се базира врз активирањето на рудникот Иловица, лоциран над Струмичкото поле, за кој е неопходен национален консензус, зашто се работи за многу голем сериозен капацитет. Меѓутоа, за да се продолжи во планско искористување на рудните богатства, Македонија мора да дефинира што е исплатливо, што може да се копа, а што треба да се остави за идните генерации. Тоа се однесува и на отворањето каменоломи, кој добива димензии на стихијност, што негативно влијае не само врз економијата, туку и врз екологијата. Не смее да се дозволи отворање на 2 или повеќе каменоломи во непосредна близина, бидејќи за тоа најчесто нема никаква оправданост. Иако во Кочанско тоа не е случај, сепак има општини во кои значително е нарушена екологијата, па и економската оправданост. Од друга страна продолжува појавата на нелегално искористување на песокот од реките, особено во некои периферни општини. Инаку во рударството во Македонија се работени вкупно 13.000 лица, а просечната нето плата варира од еден рудник до друг, при што во поуспешните достигнува и до 450 евра. Значајно е да се истакне дека во Кочанската котлина функционира рудникот за неметали опалит и 2 каменолома, Меристен, Тобика и Пантелеј и механизацијата кај Видовиште.